Добар ден. Денеска во нашето студио, во серијата интервјуа, продолжуваме со господинот Јован Деспотовски, економист и директор на ТИРС. Добро дојдовте, господин Добро, Деспотовски. благодарам на поканата. Денеска ќе поразговараме малку околу, нели, вие сте економист, директор на ТИРС, да не ги набројуваме вашите, нели, сакам да ве прашам како прво, дека во една прилика изјавивте дека бројот на компании во слободните зони е зголемен. Можете ли да ни кажете во каква состојба вие наследивте и што ја оставате на новата влада? И кои се перспективите на ТИРС во Па она што го наследивме, сега ако зборуваме како политичка влада во 2016 година, беше релативно пристојно развиен систем, добро развиен систем на функционирање на зоните, кој што генерирало во тој момент некаде околу 6,5, измеѓу 6,5 и 7.000 работни места во државата, со одредена бројка на странски компании внатре и одредено ниво на јавни приходи кои што тие компании со своите работење го уплаќале во буџетот, кој што не надминувало повеќе од 7 или 8 милиони евра на годишно ниво. Со преземањето на власта на СДСМ во 2017 година до денеска, јас во овој период бев, половина од овој период бев начело на таа дирекција, на дирекцијата за ТИРС, можам да кажам дека остваривме навистина добри резултати. Значи, ако во 2016 година некаде, како што кажав, помеѓу 6,5 и 7.000 работни места во тој момент биле активни во зоните, во моментот имаме над 18.000. Тоа значи дека бројката на работни места е зголемена скоро за 2,5 пати. Она што исто така многу важно е што просечната плата која се остварува од нашите граѓани кои што се ангажирани работно во зоните, во период 2016 до 2017 не надминувала 20.000 денари, сега веќе сме на ниво близко до 45.000 денари, тоа значи дека и тука има повеќе од 100, односно 120%. Зашто е значајно? Заради тоа што едно од основните придобивки на самите слободни економски зони, покрај нормални инвестициите како такви, е и ангажманот на работна сила, домашна работна сила и нормално парите кои што по тој основ влегуваат во семејните буџети на овие 18.000 семејства кои што сега веќе се директно ангажирани во рамки на слободните економски зони. Она што исто така многу важно, сакам да го потенцираме, дека минатата година компаниите кои што работат во зоните во државниот буџет уплатиле најмалку 75 милиони евра, тоа е скоро 10 пати повеќе во споредба со 2016 година, што само укажува дека компаниите не само што продолжиле да се развиваат, туку ги зголемувале своите капацитети, а при тоа нормално имавме во последните неколку години засилен интензитет на вложување од нови компании, така што сега, како што споменав, имаме значителни приходи во буџетот веќе од страна тие компании, што е повторно добивка за самите граѓани. На кој начин привлекувањето на странски инвеститори зависи од политиките на владата, односно, нели, дали понатаму ќе бидеме како држава, нели, како зона држава атрактивни за странски инвеститори ако нема субвенции од владата? Не станува збор само за субвенциите тука, значи она што е многу важно е тоа кое што како држава треба да си го препознаеме како предност, е фактот дека располагаме со квалитетна работна сила. Значи, соодносот помеѓу учинокот на таа работна сила, односно квалитетот, и цената на таа работна сила е сосема поволен, да кажеме, за секој инвеститор. Географската локација, поврзаноста со клучните пазари и со клучните транспортни коридори е многу важна. Фактот дека Македонија е дел од секако поширокиот пазар на Европската унија заради договорите кои што ги имаме за слободна трговија. Сите тие елементи се, да кажеме, основни за било кој инвеститор да ја донесе таа одлука, дополнително поттикот од страна на државата преку одредени данъчни олеснувања и секако финансиска поддршка кој што постои веќе за домашните компании, значаен, меѓутоа не треба да се истакнува во преден план. Значи не е целта да ги купиме инвеститорите да дојдат. Инвеститорите препознаваат интерес преку другите елементи за кои што зборав. Тоа се луѓето, географската локација, културата, традицијата и нормално квалитетот на целокупниот систем
поврзан со образование, здравство и така натаму. Повторно кажам, сепак Македонија е дел од поширокиот пазар на Европската унија, како таков треба да, такови држави, како таков инвеститорите не гледаат. Мислам дека владата на СДСМ им даде и статус на странските и домашните инвеститори, нели, во земјата. Домашните инвеститори во 2000 Што значи да? Во 2018 година со носењето на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, владата на СДСМ практично ги изедначи во тој третман домашните и странските инвеститори. Што значи добро? Што значи Тоа подразбира дека во изминатите колку се 6 години, односно 5 години, 5,5 години од како што функционира тој закон, мислам дека над 1000 домашни компании користат финансиски средства од владата како поддршка за реализација на инвестициите. Тоа што до 2016 година беше ексклузивно право за странските компании, сега веќе го користат над 1000 домашни компании. Така што може би не постои целосна еднакво заради тоа што странските компании во зоните користат поволности од аспект на поефикасни јавни услуги, меѓутоа и поскратени процедури, меѓутоа од финансиски аспект дефинитивно можеме да зборуваме веќе за голем степен на усогласеност помеѓу домашните и странските компании. Пред малку зборевте за платите, нели? И сега не сум сигурна дали слушнав добро, но би сакала да ве прашам какви се платите во ТИРС во споредба со платите надвор од слободните зони? Во моментот, веќе година дена, односно 2 години назад, регистрираме повисоко ниво на просечни плати во ТИРС отколку националниот просек. Тоа е добро заради тоа што во рамки на националниот просек влегуваат и дејности како што се финанси, банкарство, телекомуникации, кои што сега го дигат просекот. Во рамки на компаниите во ТИРС сепак станува збор за доминантно преработувачка индустрија, меѓутоа и покрај тоа, платите во зоните успеавме ги подигнеме на ниво кој што некаде 10 на 15% над националниот просек. Во моментот, како што спомена, се движи некаде околу 45.000 денари. Нето плата. Јас би сакала сега малку да одиме на актуелни случувања околу не имаме сега нова влада, така се најавуваат мицкоски најави милиарда евра од Унгарија. Што имате така, знаете ли нешто за ова? Дали се унгарски пари, какви пари се? Не би можел да кажам, оно што го има достапно што е во медиумите, мислам дека е недоволно за да можеме да процениме од каде би дошле тие средства. Оно што секако очекувам дека владата ќе го презентира кои се условите за користење на тие средства и уште поважно на што ќе бидат наменети тие средства. Слушнавме некои информации дека дел од тие средства ќе завршат во општините, што може да биде добро доколку завршат реално за капитални инвестиции, при тоа мора да се внимава за онаа болка која што имаме постојано наназад со години, да не кажам со деценија, тоа е капацитетот на администрацијата, без разлика дали на локално или на централно ниво, да реализира капитални проекти. Меѓутоа, ако тие средства се добијат со поволна каматна стапка и се вложат во проекти кои што ќе генерираат додадена вредност, не гледам причина зашто да не се даде поддршка за тој потег на владата и да едноставно се обезбеди тој, ајде да кажеме, таа инекција во еден забрзан економски раст. Да, имајќи предвид дека не ги знаеме точните информации. Програмата, значи економската програма на новата влада. Сега не знам, веројатно ја знаете и дали можете да ни дадете некаков, не знам, осврт на тоа колку се тие реално остварливи, нели, проекциите во програмата или за работа во новата влада? Па ја не би зборувал премногу за програмата на новата влада, мислам дека тоа е сепак задача и на владата и на министрите, на новата влада, новите министри, носители на функции, меѓутоа она за што знаме дека секоја програма може да биде добро напишана, меѓутоа што е многу важно е реализацијата, она што се брои на крај реализацијата. Реализацијата зависи пред се од луѓето. Така што многу ќе биде важно покрај екипирањето на министерскиот дел, како се екипира делот на клучните позиции во рамки на институциите, зборам и на агенциите и на останатите јавни институции, посебно во делот на економијата. Бидејќи повторно ќе кажам, значи можеме да имаме најдобра намера, можеме да имаме средства на располагање, меѓутоа и во изминатиот период се покажало дека недостасува еден добар систем за управување со средства, посебно кога станува збор за капитални инвестиции. Во делот на поттикнување на инвестициите кај домашните, односно кај странските компании, успеавме да изградиме еден добар систем и добар модел во изминатите години. Значи, ова не се што го оставате фактички. Да, значи
имаме доста активни проекти, имаме проекти кои што се, да кажеме, некаде на половина во фаза на реализација. Имаме неколку иницијативи кои се многу важни. Иницијативата, например, за креирање на единствена точка за влез на сите инвеститори во државата, без разлика дали се домашни или странски, преку спојување на Агенцијата за странски инвестиции со дирекцијата за ТИРС. Тоа би требало да се случи заради тоа што мислам дека тоа е интерес на сите. Затоа што на тој начин не само што ги рационализираме бројот на институциите, туку што го леснуваме и работењето на бизнисот. Она што исто така останува како иницијатива, тоа е да услугите кои што се нудат за компаниите во рамки на зоните, пред се во делот на скратените процедури при обезбедување на различни дозволи, посебно во делот на одобренијата за градба, мора да бидат применливи за компаниите надвор од зоните, посебно за една категорија на компании, зборам за средни и големи. Така што и тоа го оставаме, да кажеме, како една иницијатива која што е изготвена на ниво на предлог закон, кој што би требало да се спроведи, навистина ќе молесни на домашните компании во голем дел. Така што има редица на работи кои што веројатно ќе ги презентираме во текот на следната недела, кои што се реализирани, меѓутоа работи кои што се во тек и за кои што сметам дека се добри за сите доколку се преземат и се реализираат од новата влада. Ви благодарам. Вие сте актуелен, нели, се уште директор на ТИРС. Не знам како се процедурите кога тоа се менува директорите, дали ќе видите зависи од новата влада, секако да. Мојот мандат истекува во декември, меѓутоа знаете како мислам и други. Значи ви имате на политичката сцена, така што ајде да се очекаме како сите тие работи ќе се одвиваат, па ќе видиме понатаму, иако секако нормално зависи и од волјата на владата. Значи вие останувате, би требало да биде до декември, меѓутоа формално мандатот до тогаш, да, меѓутоа зависи од други околности кои што не се секогаш поврзани со траењето на мандатот. Ви благодарам многу. Благодарам на поканата.